Да се биде медицинска сестра, значи постојана грижа за другите, но и борба за сопственото достоинство. Денес оваа професија се уште нема соодветно признание, автономија и тежина во системот. Ликот, имиджот и делото на европската медицинска сестра е далеко од оно што медицинските сестри го имаат во секојдневието во Македонија. Да бидете медицинска сестра во Македонија во овој момент значи да не сте точно на број според стандардите, да немате признаено образование, да не сте дел од образовните процеси, од образовните програми, да не сте институционално позиционирани таму каде што се носат одлуките за медицинските сестри. Да бидете медицинска сестра која нема свој закон, која што нема своја лиценца за работа. Јас имам скоро 40 години работно искуство, а немам лиценца за работа. И тоа е најголемиот проблем кој што во овој момент го нарушува достоинството на професијата на медицинските сестри во Македонија. Мултидисциплинарниот пристап во нашите тимови на сестрата ја дава позицијата на многу важна. Ако здравствениот систем е штитот на имунолошкиот штит на државата, сестрите се суштината на имунолошкиот систем. Инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Сето тоа кое што во моментот не се вложува во медицинските сестри како дел во образованието и развојот на професијата, оди на сметка на напаѓање на вредноста на пациентите. Медицинските сестри се многу важни во превенцијата, превенирањето, здравственото воспитување, спречувањето на болестите, рехабилитацијата и олеснувањето на мајките во последните години од животот. Сето тоа зборува за тоа колку многу е важна нашата улога. Кога немате автономија на работното место, значи не носите одлука, немате лиценца, немате оваква, немате и одговорност, во тој случај како може да се чувствувате авторитативни и во таа комуникација? Секогаш се чувствувате во подредена состојба. Вкупно бројките беа многу големи, се случува голем број на конкурси кои што беа ветувани, а не се остварува, меѓутоа имаме и сега во болниците. За жал голем број од тие што беа договор на дело во болниците повторно не се вработени и ќе чекаат некоја нова шанса. Меѓутоа ние сметаме дека недостатоците во систематизациите во болниците во овој момент треба сите овие сестри да ги помине во редовен работен однос. Сестрите не смеат да имаат статус на договор на дело и треба да имаме позачестени конкурси кои што ќе го следат одливот, природното одлевање на медицинските сестри и потребите како што треба. Пациентите не заслужуваат да имаат сестри договор на дело, незадоволни медицински сестри. Сите пациенти сакаат да ги негуваат високо образовани медицински сестри. Меѓутоа сестрите мора да бидат таму и во образовниот процес, каде што тоа што го работиме ние треба да го предаваме. Ние најубаво знаеме што е тоа кое што е за нас потребно. Конкретно медицински сестри неофицијално околу 9200. Според стандардите недостасуваме скоро 50% на број на жители колку што сме. Ефикасност на една болница се смета ако во секундарното и терциерното пациентите не остануваат во болница повеќе од 5 до 7 работни дена или календарски дена. На еден пациент во интензивното лекување треба да имате една медицинска сестра по стандардите. На 3 до 4 пациенти во елективните програми во хроничните оделенија каде што се лежичките пациенти, треба да имате една медицинска сестра. Ако имате 30 лежички пациенти, треба да имате во утринските часови 10 медицински сестри. Нашите примери се дека ние повеќе од 4-5 немаме во секундарното и во терциерното. Тоа е согорувањето на сестрите кои што не можат и да сакаат се да постигнат, а од друга страна го имате незадоволството на пациентите бидејќи вие согорувате, се давате од себе си, а од другата страна имате незадоволни пациенти. Најголемата неправда е кога образованието и образовните квалификации нема да ви доследат. Тоа мене ме следеше кога јас магистрирав во мојата професија во здравствениот менеджмент, конкретно на акредитација на болници и скоро 3 години во болницата, значи не можев да си го добијам признавањето на образованието, а патем бев испратена да би се школувам за потребите на болницата. Ако и понатака не се гледаат медицинските сестри во здравствениот систем вака како што ние се доживуваме невидливи во овој момент и не сме таму кај што се носат законите и не се донесе нашиот закон за сестринската професија и не ги добиеме лиценците и не работиме на достоинството, односно на професионализмот и автономноста на сестрите во болниците, еден ден без исклучок сите ќе бидеме пациенти и ќе недостасуваат сестрите. Сега имаме конкурси на кои одпаѓаат сестри кои што не може да бидат вработени, ќе дојдеме во ситуација која ќе имаме конкурси, а ќе немаме кој да се јави на конкурсите.